Гостин во студиото е Трпе Дејановски, генерален секретар на работниците од управата, правосудните органи и издруженија на граѓани, а преку Skype го вклучуваме и Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Господа, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Каков е вашиот став во врска со предлог администрацијата во петок да работи 4 место 8 часови? Повелете Дејановски. Добро утро, добре најдов. Благодарам на поканата. Значи, ова е предлог закон, односно нацрт предлог закон за административните службеници. Овој закон ги регулира сите права и должности што администрацијата треба да ги има во работата, во нивната работа, услугите према граѓаните на државата. Не е ова за нас битно прашање, искрено да ви кажам. Овој предлог закон за нас регулира многу побитни прашања, тоа се платите, дотацията на плата, напредувањето, представникот на работните места и вработувањето во државната администрација, како и оценувањето. Овој предлог е малце чуден, морам да бидам искрен. Законот за работни односи дава 8 часа работен ден и 40 часа работна недела. Со член 116 во Законот за работни односи се дава можност да се намали работната недела до 36 часот, не помалку од тоа. Предлагачот на овој закон, Министерството за информатичко општество и администрација, го зема буквално тој став од Законот за работни односи и предложил буквално 36 часова на работна недела со скратување само на петочното работно време за вработените во државната управа. Не знаеме ни ние дали се направени некои подлабоки истражувања, дали имаат некои други анкети направени меѓу вработените, меѓутоа она што го слушнавме премиерот во петокот, мислам дека беше новинарско прашање. Конкретниот одговор ми останавте должен конкретен одговор. Рековте малку чуден. Што друго се? Дали вие сте ги анкетирале вашите членови на УПОС, дали бараат во петок помалку часови работа? Не, до сега не, меѓутоа имавме иницијатива поднесена во 2018 година каде што баравме 7 часа на работен ден, односно 35 часов на работна недела. Таа иницијатива беше поднесена до влада, до сега немаме одговор на оваа иницијатива. Па и ви плюс 3 добивате. Вие сте барале 7, добивате 4. Не, ние баравме 1 час помалку, значи ова си имаме 36, ние баравме 35, меѓутоа баравме да има секој ден скратено по 1 час работно време, не го баравме во Законот за административни, туку баравме да има измена на Законот за работни односи, што ќе важи за сите вработени во државата, без разлика дали е јавен, дали е приватен сектор. Ние го направивме тоа по искуство од 7 држави во Европска унија, значи имаше во Франција, Данска, Белгија, да не ги набројам другите, не ги ни памтам. Премиерот ја спомна Швајцарија, ќе се навратиме подоцна на тоа. Вие како синдикална организација морате да бидете во контакт со вашите членови и да го слушате нивниот пулс. Меѓутоа сега би сакал да го вклучиме и господинот Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Господине Бошков, добро утро и за вас, ако ме слушате. Прашањето за Дејановски прво беше првичен впечаток за новиот предлог закон кој го инициираше Министерството за информатичко општество, со кој се крати работното време, односно би се скратило во петок на 4 часа за вработените во државната администрација. Во ред, меѓутоа, добро одговори господинот Дејановски, ве поздравувам исто така вас и гледачите на Телма телевизија. Јас ќе се надоврзам дека не само што е чуден, дури малце и е вознемирувачки не фер предлогот, особено за тоа што во петок да се скратат работните часови, директно влијае на економијата, на бизнисот, на токовите во економијата, така да сметаме дека овој предлог мора да се разработи, иако нашите партнери синдикатите бараат еден друг начин на скратување на работното време во текот на неделата. Тоа мора да се договара, бидејќи и се најави дека треба да се преговара и да се договара. Меѓутоа, овој начин ние не можеме да коментираме никаква политичка одлука, меѓутоа очигледно тука покрај политичката одлука има и религиозна одлука. Да, предлагам сега да ги слушнеме и граѓаните што мислат за овој предлог од анкетата на Сотир Трајков. Сега моментално не се среќавам со администрација, иначе порано кога работев во администрација, да. Сега тоа се до карактерот на луѓето и до тие главните како ги раководат и како ги координираат за работата. Кочи се враќа у риквест. Тоа е све што да ви кажам ја. Јас сум поштар, по 20 километри одам дневно и не оставам ништо на случајот. И за кои пари тоа не зборим. Не би коментирал стварно. Да или не? Не. Дали го поддржувате тоа администрацијата да работи само 4 часа во петок? Го поддржуваме да им се смали платата пропорционално на времето што ќе им биде скратено.
Дали сте за скратено работно време во петок? Го делам мислењето на колегата што го кажа. Многу е во ред, а доколку не работат но одреден број на часови, толку и да биде скратено нивната плата. Не сте информирани? Не. Сме виделе нешто на телевизија што се збори, дали го поддржувам, не знам, меѓутоа треба да се работи. Без работа нема иднина. Што значи не сте за 4 часа работа? 4 сата, јас сум да се работи како што се работи секаде. Значи треба да работат како и сите други. Зошто да напуштат порано? Може би трчам јас сите денови заморен сум и треба да завршам некоја работа токму во тој дел од денот. Зошто пак тие да се привилегирани, а работникот и во недела? Мислам дека не е уставно, како сите вработени, така и они. Толку. Дејановски, Бошков ги слушнавме нашите сограѓани што мислат за новиот предлог. Еден интересен предлог беше се сложуваат граѓаните да работат административците само 4 часа во петок, но ако им се скрати и платата. Вие како синдикална организација нивна што би рекле за тоа? Мислам дека платите се доволно ниски во администрација, така да ново кратење на платите воопшто не е фер. Да, предлогот за кратење на плати, како што каже господин Бошков и вие граѓаните, не е уместно, не е умесен направен, мислам за мене не е доволно истражен. Пак ќе се вратам, господин Бошков каже, значи ние цело време сме во комуникација со работодавачите, имаме диалог, се договараме. Ваков предлог е чуден и од една страна и за граѓаните, чуден за вработењето во администрацијата, бидејќи што се случува со тие 4 часа дополнителни, дали работните обврски ќе се зголемат во текот на 4 дена, во петок ќе треба да се завршат сите работни обврски што останале. Мислам дека и самите вработени во администрацијата нема да се сложат, односно ќе имаат поголеми работни обврски со ваквото намалување кратење на работното време. Затоа она што ме прашавте вие претходно, да ние во соработка со нашите членови го предложивме овој начин на кратење на работно време. Од 7 часа работен ден, 35 часовна работна недела. На тој начин ќе имаме и поголема ефикасност и креативност во текот на работењето, бидејќи имаме големи испитувања направени во големи држави, каде што се вика дека креативноста на вработењето трае од 6 до 6,5 часа во текот на денот. Другите во продолжението од 8 часа паѓа креативноста и паѓа ефикасноста на вработењето без разлика каде да работат. Значи со тоа прифаќање на 7 часа на работно време ќе имаме и заштеда на електрична енергија, ќе имаме поголеми семејни вредности, пак ќе се вратиме кон семејството, ќе имаме повеќе време за да поминуваме со децата, има па дури теоретски размислување дека работодавачите ќе мора да вработуваат повеќе вработени, кога ќе се има скратено работно време во текот на денот од 7 часа. Да, ги набројавте дел од придобивките кои би можеле од скратување на работната седмица. Господинот Бошков спомна и некои религиозни причини. Сметате ли дека предлогот е пуштен, односно се пушта во јавноста во еден чуден предизборен период? Има ли некакви такви позадини? Не сум сигурен. Искрено тоа треба да се праќа предлагачот на законот. Сепак се работи за нацрт предлог на закон кој што се уште е во фаза на ЕНР. Мислам денеска е последен ден објава на ЕНР каде што граѓаните можат да даваат своји коментари. Треба да има јавни дебати за овој закон, дека треба да биде со европско знаменце. Неколку и тоа треба да помине скрининг, треба да помине одлука на влада, па да дојде до собрание да се гласаат овие законски одредби. Мислам дека со негативните коментари што излегува во јавноста, овој член, оваа одредба дека ќе се измени или ќе се отфрли во целост. Господин Бошков, како представник на Конфедерација на големи приватни компании, сметате ли дека администрацијата доволно ефикасно и квалитетно и навреме ги обслужува граѓаните, фирмите? Како го оценувате? Токму и тоа сакав да одговорам. Навистина поентата е постигната. Ние сметаме како граѓани и како бизнис заедница сметаме дека не само што јавната администрација е неефикасна и превработена, туку генерира и корупција. И сега уште потешко за работниците кои работат во приватниот сектор е конкуренцијата која се предлага на овој начин позадински или индиректно од законот, со тоа што подобро да се вработи граѓанин, работник во јавна администрација, ќе добие гратис во петок, ќе добие 4 часа и плюс продуктивноста, мерењето на продуктивноста, исполнителноста и така натаму воопшто не е ни почната како реформа во јавната администрација. Иако ние се бавиме со работниците и со работодавачите во приватниот сектор, меѓутоа судејќи и гледајќи според услугите и квалитетот на услугите, сметаме дека тоа е на ниско ниво. Она што би сакал да го надополнам господинот Дејановски е во процесот на консултирање на законот, ЕНР, влада и така натаму, треба секако да помине низ економско-социјалниот совет, низ социјалните партнери,
особено дека Сојузот на синдикатите и Организацијата на работодавачи и останатите социјални партнери мора да разговараат тоа во име на оние кои ги представуваат и да донесат советодавна улога до владата, па потоа владата на седница на незината седница да го предложи тоа до парламентот. Тоа се уште се нема случено. Не знам зошто се скокнати сите овие процеси и сите овие постапки. И она како што рековте и како што заклучивме дека има пред се има политичка позадина, меѓутоа ние како социјални партнери воопшто не коментираме политики, туку едноставно насетуваме политиката во социјоекономското живење во земјата. Господин Дејановски, сметате дека беше престрог Бошков во оценката на администрацијата? Да, апсолутно. Мислам дека таа стигма дека администрацијата не е ефикасна, корумпирана, е искажана многу пати во јавноста, не само од работодавачите, туку и од новинарите. Мислам дека си има многу голема, едноставно многу погрешна слика за вработењето во администрацијата. Прво, корумпираноста во администрацијата не може шалтерски работник да биде корумпиран. На кој начин ќе го корумпират? Да ви го заврши побрзо предметот? Не. Корупцијата секогаш е на повисоко ниво. Секогаш е на ние работо менаџерски места, министерски, заменички министерски места и државни советнички места. Дека не е ефикасна администрацијата, никој досега не излегол со никаков мерлив критериум да каже во таа институција имаме ние неефикасност на администрацијата доколку не се работи на тој начин. Бидејќи никогаш не се гледаат оние пошироки перспективи. Дали се гледаат условите за работа, дали работениот пред него има компјутер, дали нема компјутер, дали има основни услови за работа, дали има струја или нема. Верувате, во одредени институции не може да сменат сијалица бидејќи немаат буџет за да може да се смени сијалица, да има грејење во просторијата каде што работат. Кои се најгорливите проблеми со кои се соочуваат вработените во државната администрација според вас како нивна синдикална организација и на кое место се платите и работното време? Значи платите се најголем проблем во администрацијата. Ние моментално во Која е просечната плата? Просечна плата во администрација би требало да е од прилика 21.000 денари. Значи, ние сме 95% вработените во администрацијата се под просечната плата, а имаме голем број на вработени, бидејќи имаме системски различни присметки на плати во државата, што се моментално под минимална плата. Што е трагично да се каже. Цело време администрацијата се напаѓа дека била ваква, дека таква, дека слушаме во јавност дека имаме енормно високи плати, што не е точно. Апсолутно не е тоа што ви имате вработен административен службеник со високо образование, со магистратура и докторат, што има плата од 23.000 денари. Што е поразително, бидејќи ниту докторатот, ниту магистратурата се признаваат како основ за зголемување на плата. Ете, премиерот во петокот рече дека ако сакаме швајцарски плати, ќе треба да работиме повеќе. А вие барате 7 часовно работно време. Зошто? Бидејќи ефикасноста ќе се зголеми. Швајцарски плати да, секако во било кое време. Меѓутоа ефикасноста и условите за работа да се подобрат максимално. Не можеме да збориме дека сме неефикасни ако условите за работа не соодветствуваат со тоа што треба да го сработиме. Многу едноставна работа. И она што го кажа господин Бошков, овој закон нема да помине на економско-социјален совет. На економско-социјален совет се поминува законот за работни односи. Овој закон се работи на јавни дебати со Сдруженијата на граѓани и синдикатите, односно синдикатот НУПОС како репрезентативен синдикат на државната управа. Ние се ги прибираме од нашето членство своите нивните предлози за белешки, ги има многу, верувајте, и ги има многу бидејќи имаме нов начин на пресметка на плати која пак повторно влијае владата со вредноста на бод да не ги намалува платите на секој носење на буџет. Господине Бошков, вработените кај вас во компаниите кои вие ги застапувате, колку часа на ден работат и какви се каков е просекот на платите, како се движи, дали се кај вас швајцарски платите? Не се далеку од тоа дека се швајцарски платите, и јас се уште мислам и моето мислење стои, го бранам со тоа дека направена историска грешка уште во времето на доведување на минималната плата пред 10 години. Тука ги растуривме начинот на одговорност во приватниот сектор за исплата на плати и придонеси според нивото на секторите. Мораме тоа да го враќаме со синдикатите повторно како главна точка за подигнување на нивото на платите со секторски колективни договори, а што се однесува до продуктивноста во приватниот сектор, морам да признаам дека се уште мерењето на исполнителноста е мислена именка се уште за 90% од микро и малите компании. И навистина користам прилика да се извинам затоа што можеби престрого кажат дека јавната администрација генерира корупција. Колегата Дејановски точно кажа дека не секаде, меѓутоа има една друга работа, а тоа е перцепцијата и перцепцијата стои. И за работодавачите, меѓутоа исто така и за вработените во јавната администрација.
Сакате да се надоврзате нешто или? Не, јас мислам дека да, перцепцијата стои, за жал таква е каква што е. Перцепцијата ја прават не само ја прави премиерот, имаше 3 изјави дека администрацијата е неефикасна. Ако премиер кој е работодавач на целата администрација излезе на телевизија и каже дека администрацијата не е ефикасна, треба да свати дека тој се збори сам за себе, дека сите тој како прв човек во работодавач и сите министри се неефикасни, не знаат да распоредат работата како што треба. Тоа е прва и основна работа. Втора, за таа плата што ја добиваат луѓето, односно вработените во администрацијата, мислам е смешно да збориме за ефикасност. Синдикалната минимална кошничка моментално изнесува 33.000 денари, 95% администрацијата е под просечна плата што изнесува 28.000 денари и сите живееме на кредити, исплаќаме рати и збориме за работа која што треба да ни дозволи да живееме од први до први секој месец. Слушнавме премиерот кажа дека минималната плата ќе се зголемила до крајот на годината за 18.000 денари. Прво, минималната плата се зголемува секој март, не се зголемува секој декември. Како ќе направат пресметки дека ќе биде 18.000 денари, јас би бил среќен да стигне до 18.000 денари, меѓутоа пак ќе се најдеме во еден круг каде што администрацијата не е поврзана моментално со минималната плата. Со предлог законот се воведува минимална плата како основна плата, меѓутоа ние имаме бодовен систем кај нас. И вредноста на бодот ја носи државата, односно владата со одлука. Прво и основно, имаме дерогација на закон. Како може влада со одлука да дерогира закон, каде што е утврдена платата, и второ што ја спречува владата, ако се покачи минималната плата, да ја намали вредноста на бодот. И администрацијата повторно да тапка во место. Моментално имаме случај и кажа убаво господин Бошков за таа минимална плата. Секоја година расте минималната плата, но ниту една плата во државата соразмерно не пораснува со минималната плата. И тука државата мора да поработи на тоа, поготоа за платите во администрацијата. Имаме група на вработени која доаѓа погоре, но со платите се качува повисоко, иако е многу мала групата, а платите на останатите вработени тапкаат во место. Последното зголемување на плата во администрацијата беше 2014 година, ако памтам добро. Од тогаш до сега се поминати многу години и платите воопшто не се покачуваат соразмерно со инфлацијата и со трошоците на живот што ги гледаме секој ден. Господине Бошков, каква е вашата оценка за деловниот амбиент во земјава, генерално? Секогаш имаме коментар за деловното окружување во земјата. Се уште се бориме со наметнување на прашањата владење на правото, пристап до финансии, предприемачка култура и така натаму. Особено сега гледаме дека многу процеси кои се договараат и кои треба да се случуваат на локално ниво, повторно од премногу честите избори повторно се закочени и повторно не се реализира. И сметаме дека понатаму мораме почесто, поквалитетно и посуштински да разговараме во однос на деловната околина во земјата. И она што е најважно, на нивото на корупција сме на високо ниво, на нивото на конкурентност сме на средно ниско ниво, на нивото на продуктивност сме очајни и така натаму. Така да мораме сите заедно да работиме, веќе не можеме да оценуваме деловната клима како обврска на владата, туку е заеднички систем на локалната самоуправа, на невладиниот сектор, на деловната заедница, која треба низ диалог, во овој случај за денеска што разговараме воопшто не е ни диалог во прашање, меѓутоа низ диалог треба да продолжиме да креираме заедничка деловна околина. Господине Дејановски, бидејќи не дадовте поддршка за овој предлог на Министерството за информатичко општество за 4-часовно работно време во петок, кои се вашите барања кои би ги насочиле до владата како ваш партнер и до бизнис конфедерацијата на предприемачи? Ние очекуваме од предлагачот на Министерството за информатичко општество прво да го образложи предлогот за 4-часовно работно време во петок. Секој подобрување на работните права за нас би го поздравиле, меѓутоа треба да знаеме што ќе се случи со вработените во работната недела, колку ќе им се зголемат обврските за насметка на тоа што ќе значи намалување на работно време во петок за 4 часа. Нашите најголеми забелешки во предложените закони ќе бидат секако за платите, оценувањето на административните службеници, унапредувањето како можно што се користи минимално, значи скоро нич. Дотоците на плата кои што ги нема во законот за административни службеници, замислете сега ако некој да добие додаток на плата, треба лично да биде одобрен додатокот од министерот за финансии. Како може министерот за финансии да знае
некој вработен, например, во катастар на недвижности, колку се работа за да он да може да му одобри лично покачување на плата, односно додаток на плата од 10 до 30%. Имаме небулозни одредби каде што ако имате позитивна оценка, ако сте добро оценет, ќе добиете признаница. До сега во овој закон имаше барем можност за награда за тие што се позитивно оценети, а со 2 негативни оценки имате престанок на работниот однос. И така натаму, и така натаму. Ние гледаме и користиме законите од Европска унија највеќе, поготово од Хрватска, бидејќи како блиска земја до нас, близок менталитет, со закон за државни службеници кој што е многу подобро уреден од нашиот закон, каде што имаме можност за унапредување на оние вработени што со години, верувате, со години работа во администрација, нисто работно место, со иста плата. Кај нас она тесна кожа, познато млади референт Пантич, ќе се вработи и како млади референт ќе се оди во пенсија. Тие се едни од поголемите прашања што ние сакаме да ги решиме, секако најголемото прашање нова пресметка на плати и плата со која што вработените во администрацијата ќе можат да живеат нормален и пристоен живот. Господине Бошков, блиц одговор само, може ли приватниот сектор, државата да си дозволи да разговара за поголеми плати во државната администрација? Бидејќи тоа ќе падне на ваш грб. Тоа е најголемиот проблем. Државата кога оценува или кога уредува плати на некои други договорни односи, и во приватниот сектор и во јавната администрација, особено дека нормално јавната администрација е поделена во разни министерства со разни функции во разни сектори и тоа треба да се случува низ колективниот договор и нормално начинот на приходи и оперативноста на вработените во тие сектори. Така да наместо да се стимулира социјалниот диалог, независноста, одлучувањето, па да се мери низ системи и продуктивноста на вработените, сега повторно државата се меша или се вклучува како контролор и на тие односи. Господа Бошков, господин Дејановски, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма. Да си кажеме на тема 4 часовно работно време за администрацијата во петок. Ви благодарам. Благодариме на вас.